По 5-дневни поетски, музички, спортски и други манифестации денеска граѓаните на Кочани и локалната самоуправа го одбележаа празникот на градот Петровден. Уште во предвечерието и рано изутрена се одржуваа свечени божествени литургии во црковниот храм Свети Великомачени Ѓорги. Во паркот на Револуцијата, фолклорниот ансамбл Руен настапи со концерт насловен Петровденско оро. Веднаш потоа се одржа литија и кршењето на Петровденскиот колач во чест на Свети Петар и Свети Павле. Советот на општина Кочани на денешната свечена седница го проследи празничното излагање на градоначалникот Радко Димитровски, во кое тој се осврна на постигнувањата помеѓу двата празника и придобивките кои ги оствариле граѓаните. Нека честити вечен празникот, денот посветен на светите врховни апостоли Петар и Павле, празник на целата Вселенска и апостолска црква, на нашата света поместна Македонска православна црква, но исто така и празник на градот Кочани. Посакуваме светите апостоли пред престолот на Севишниот и Семоќниот Бог да се молат за мир и благосостојба на земјата, за мир и љубов помеѓу луѓето, за здраве и спасение на сите луѓе кои што го слават Бога и ги честуват овие апостоли. И дај Боже во мир и љубов да ги славиме и во годините кои што доаѓаат во радост, во спокојство и во единство. Честит и вечен празникот. Мене ми е задоволство по шести пат како го славиме празникот на градот. Значи официјално го официјализиравме празникот она што беше со години наназад слава на градот Кочани, ние го официјализиравме и заеднички со нашата православна црква, со нашиот надлежен архиерей, неговото високо преосвещенство, организираме една заедничка прослава овде во паркот, овде пред мозаикот, каде што го имаме мозаикот на апостолите, на апостол Петар и Павле. Сакам на сите наши сограѓани да им го честитам денешниот празник, на сите оние кои што имаат семејна слава, исто така да им го честитам, да им посакам многу здравје и да имаме многу такви прослави како денешната. На седницата беа доделени највисоките општински признанија, Петровденските награди за новогодишните добитници. Наградата за животно дело постхумно му е доделена на магистер Иван Иванов, поранешен директор на индустријата Руен и истакнат општествено-политички работник. Ова е заслужена награда за сопругот, а и Кочани и цела Македонија ке беше. Он дома беше прекрасен сопруг, татко. Руен немаше вака да биде. Руен ке беше бар 5000 вработеник имаше до сега. Тој имаше план да го прошире дупло. Мислам, имаше признание и од Шкода, и од Фиат, од Италија, и му нудеа комплетни производи да, мислам, автомобилската индустрија да праве. Наградата за значени остварување за развојот на општина Кочани ја доби Танас Дедов, ликовен уметник од Кочани. Па Бога ми, да се добие таква награда не е баш многу едноставна работа. Тоа е големо признание. Се работи за признание кое сум го остварил со долги години работи, можам слободно да кажам, 50 години творештво во областа на уметноста и културата воопшто во Кочани. Се вели дека уметниците кога се стари се најплодотворни. Јас сум баш во тие години кога имам доволно слободно време да работам и да творам. Овогодишните петровденски празнувања завршуваат со баскерфестот во паркот на Револуцијата и со музичкиот концерт Фолтин на летната сцена кај Центарот за култура Бели Мугри. Денеска се одиграа и финалните средби од петровденскиот турнир во мал фудбал, на кој првите позиции ги освоија екипите на Аледар и Солитар.